Верували или не, едно пола саат овде сам со себе зборам и не сум уклучил да се снимам. Моментално е 6:24, а у 7 требаше да излезе оваа видео. Кога тргнав да го исклучам видеото кое ви го снимав, сватив дека јас го уклучив. Ова ми се случува прв пат во животот. Сега ствари немам ни желба истото да го повторувам и на истите предпоставки да реагирам, ниту пак имам желба вечер да пуштам видео. Зашто ми се деси ова, човече? Знаеш колко убаво зборев? Ќе умрам. Нема везе. Влогмасе, ќе го истераме до крај. Нели? И здраво на сите и добре дојавте назад на мојот YouTube канал. Како што гледате по насловот, денеска ќе реагирам на вашите предпоставки за мене. Сабајлево на Instagram ставив бокс за да ми пишувате предпоставки за мене и јас во оваа видео да реагирам на истите тие предпоставки и да кажам дали се точни или не се точни. Пред да започнам, заследете го мојот Instagram профил доколку сакате да учествувате во некое следно вакво видео, затоа што и во оваа видео одлучив да ве поздравувам. Ставете лайк, предплатете се на мојот канал, а ние може да почнеме веднаш. Василева.22 предпоставува дека сум носел протеза. Ова не е точна констатација, односно предпоставка. Ниту јас, ниту сестра ми, ниту било кој друг од нашето семејство некогаш носел протеза. Иле долна црта Нунески предпоставува дека сум амбициозен и дека имам сериозни планови за во иднина. Драго ми е што тоа во мене го препознаваш, ова е точно и да, и самите гледате колку сум упорен и колку се давам во се она што го работам. Не можам да кажам дека сум успешен, остварен и најзадоволен, најсреќен човек, како сакате, но можам да кажам дека сум на вистинскиот пат тоа да бидам. И многу е побитен патот отколку целта. Нела 77 вели, односно предпоставува, дека не сакам традиционални свадби со обичаи и 300 глупости. Ова е поточно не може да биде. Јас генерално не сакам нешто многу традиционални обичаи, не само на свадби, туку и на слави, на родендени, на матури, на апсолвентски и на дипломски. Традиција јас не сме на иста релација. Тоа не значи дека не почитувам кога некој негува традиционални некакви квази вредности. У многу наврати постарите кои ни ги диктираат тие традиции, ги имам прашано што значи ова, не го знаеле одговорот. Што значи ова, не го знаеле одговорот. Така што јас немам подлога да верувам во она што го правам или работам, ниту имам подлога да чувствувам грижа на совет затоа што не ги негувам истите тие традиции. Едноставно, кога нешто не знам што значи, не знам зашто би го правил. Постојат особено на свадби најнејасни моменти, почнувајќи од список на гости до ред други обичаи кои мене не ми се јасни, ниту ќе ми бидат јасни, веројатно. Увенчаница од 500 евра да растураш некакви кокошки, да месиш некакви погачи, да ти кршат на глава, да ставаш пари по чевли, да врзуваш 3 пати машнако да си паднат од Марс. Стварно не ми се јасни тие обичаи, но окей. Кој сака така да ја тера свадбата, нека си ја тера, нека му е со среќа. Јас таква свадба сигурно нема да правам, ниту пак знам дали ќе правам свадба, ако има кандидати на Инстаграм, јавете се. У секој случај, не сакам, да, управо си. Х долна црта Перулеска предпоставува дека не сакам да одам на забар. Од мали нозе, од не знам која причина, имам фобија и страф од стоматолошки ординации, од стоматолози, од сите тие машини со кои работат. Не знам, среќа е тоа што не сум имал генерално многу проблеми со забите. Сум имал да чукнам во дрво, не било страшно, така што ова твоја предпоставка е точна во целост. И Ивановска 7 предпоставува дека сум организиран и дека не доцнам. Ова е точно, се случува да сум деорганизиран тотално и да задоцнам. Некаде претходно сум ви кажал сигурно дека не поднесувам луѓе што доцнат. Сметам дека тоа се луѓе кои немаат почит кон тебе и твоето време. Но исклучително многу сакам да си го организирам денот, викендот, месецот, годината, излегувањето, патувањето. Све сакам однапред да знам и све сакам некако да ми е скоцкано организирано, да знам што правам со себе, каде идам, со кој идам и така натаму и така натаму. Па може би таа добра организација придонесува
јас да не доцнам, односно ретко да задоцнам. Костадиновска А, 2 долни црти, предпоставува дека сум паметен и културен. Додека ги шалтав вашите предпоставки, забележав дека многумина од вас ми пишувале вакви предпоставки. Јас сите вас ве поздравувам и ви благодарам што на овој или оној начин учествувате во оваа видео. Јас вашите предпоставки нема да ги коментирам во оваа видео, причина што ова се веќе констатации на кои јас не можам да одговорам. Јас не можам да ви потврдам дали сум паметен и културен. Тоа би требало да ви го потврдат или негираат мои блиски луѓе, мои познаници, пријатели и така натаму. Или евентуално вие кои ме следите и сметате дека ме познавате. Например, предпоставувам дека си паметен и да кажам да, тоа е точна предпоставка. Малце е без везе, така што се извинувам однапред на сите, што вашите предпоставки нема да се најдат во оваа видео. Следен пат бидете малку покреативни и секако ќе добиете поздрав и ќе ја прочитам вашата предпоставка, прашање или нешто слично. FIFA Сара предпоставува дека не поминува многу време на социјалните мрежи. Камо среќа тоа да е така. За жал, поголемиот дел од слободното време кое го имам во текот на денот го поминувам токму на тие социјални мрежи. Дали тоа ќе биде YouTube, Instagram, Facebook, TikTok во последно време. И така, генерално седам на социјалните мрежи, тоа не е многу за пофалба, но сите сме цел ден пред компјутери и телефони, така што не се чувствувам виновен. Лука 5, долна црта 12, предпоставува дека сум во врска со Ивона. Јас предпоставувам дека ти не си единствен што ова го мислиш, но за жал или среќа, јас морам да ги демантирам овие ваши предпоставки и еднаш за секогаш да разберете дека јас и Ивона, односно Ивона и јас, сме само добри пријатели. Профилот Карлеуша цитати предпоставува дека барем еднаш во животот сум бил гол на јавно место. Веројатно, под јавно место се подразбира се она што не е дома. Ако тоа е така, тогаш да, не еднаш туку повеќе пати сум бил гол на јавно место. Андреја.1.8 предпоставува дека сакам да се облекувам убаво. Не знам како да одговорам на оваа предпоставка, односно како да реагирам, затоа што се трудам да се облекувам соодветно на мојата градба и соодветно на моите потреби за добра естетика. Не знам како да ја формулирам оваа реченица. Не следам мода слепо, сакам да купувам нови ствари, сакам да се облекувам добро и убаво, но тоа го правам на еден свој начин и имам некој свој стил кој го негувам со години наназад и ето се надевам дека ви се допаѓа. Sara.Grueska предпоставува дека имам 75 кила. Не знам дали го гледаше видеото 10 чудни факти за мене, во кое што кажав дека сум висок 1,93 м. Со самото тоа ја демантирам оваа твоја предпоставка од причина што кога би имал 75 килограми, веројатно би изгледал како една тажна врба. Мила Цветкова предпоставува дека се дружам со Благица. Јас предпоставувам дека ти мислиш на Благица Дзунзуровска. Ако мислиш на неја, не можам да кажам дека се дружам, но сме во сосема коректни односи. Сме се дружеле во неколку наврати, но тоа не е интензивно за ете да можам да одговорам да, вау, најдобри пријатели сме. Не сме најдобри пријатели, но сме пријатели во сосема коректни односи. Така што поздрав за Благица, поздрав и за тебе. DM_М8 вели предпоставувам дека имаше многу трема кога се појави пред Јелена Карлеуша. Да, ова и го кажав во влогот кој вчера го гледавте. Не ми беше седно кога влегов во едно студио 2 на 2 и седнав до таа жена на која се восхитувам со години наназад. Таа го забележа тоа и прво нешто што ми кажа е окей, ајде сад да надмашимо тоа да сам ја Јелена Карлеуш. Окей, мислам дека ги прелистав од прилика сите ваши предпоставки. На многу од нив за жал нема да реагирам. Сте ги земале фактите кои јас ги споделив со вас од видеото 10 чудни факти за мене. И истото тоа сте го напишале овде со намера да ве поздравам и ете, да ви потврдам дека вашата предпоставка е точна. Немам ништо против вашата идеја, но мислам дека е само губење на време, од причина што јас овие видеа ги снимам за вие подобро да ме запознаете, а тоа што вие сте ми го напишале веќе
ви е познато, така што нема смисла. Следниот пат бидете покреативни. Се надевам дека оваа видео ви се допадна, доколку е така, знаете што треба да направите. Јас во овој момент се одјавувам и ви посакувам убав остаток од вечерта, денот, кога и да го гледате оваа видео. Ćao!